Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Одиме со најновите вести. Државната секретарка во Сенегал, секретарот за одбрана во Израел, пливачот Майкл Фелпс овековечен во олимписката историја со најмногу освоени медали. Почина писателот Гор Видал, безкомпромисниот критичар на политиката и културата. Хилари Клинтон ги предупреди африканските лидери дека мора да ги почитуваат човековите права на своите сонародници, бидејќи во спротивно се на пат да ја загубат власта. Американската државна секретарка говореше на универзитетот во главниот град на Сенегал, Дакар, на почетокот на 11-дневната африканска турнеја, што ќе однесе и во Јужен Судан, Уганда, Кенија, Малави и Јужна Африка. Клинтон ја изложи новата американска стратегија за Африка, за која каже дека го поттикнува развојот и економскиот растеж, зацврстувањето на мирот и стабилноста и јакнењето на демократските институции. Председателот Обама јасно кажа дека да се спречи Иран да дојде до нуклеарно оружје е приоритет на американската национална безбедност и дека сите опции се на масата, изјави американскиот секретар за одбрана Леон Панета, кој во Тел Авив се сретна со израелскиот колега Ехуд Барак. Израелскиот министер пак изрази сомневање дека санкциите и дипломатијата ќе го натераат Иран да запре со нуклеарните активности. Панета најави дека и на средбите со израелскиот премиер Бенџамин Нетањаху и председателот Шимон Перес ќе разговара за заканата од иранската нуклеарна програма по Израел и САД и различните начини на реакција. Инвеститорите од целиот свет ја очекуваат одлуката на првите луѓе на федералните резерви, кои веќе втор ден разгледуваат дали да преземат нови мерки за стимулирање на американската економија. Според коментарите на економистите во новинските агенции, Американската централна банка нема да понуди нови мерки, туку попрво ќе реши да почека на новите економски податоци, што ќе бидат објавени во петок, па потоа ќе донесе одлука на новата средба закажана за септември. Најголемата економија во светот во периодот април-јуни напреднала само за 1,5%, додека невработеноста веќе 41 месец поред е над 8%. Американскиот пливач Майкл Фелпс влезе во аналите на спортската историја како човекот со најмногу освоени медали на олимпијадите – 19. Синоќа Фелпс освои сребрен медал во трката на 200 метри пеперутка и златен медал во штафетата 4 пати по 200 метри слободен стил со колегите Рајан Лохти, Конор Дваер и Рики Беренс. САД и Кина се на самиот врв на листата на освоени медали во досегашните надпреварувања во Лондон. Американскиот писател Гор Видал, чии интелектуални новели, есеи и театарски драми прецизно истражуваа политиката и културата, почина на 86 годишна возраст во Лос Анџелес. Ја почна кариерата со новела која ја напишал додека бил во американската армија за време на Втората светска војна, но неговата трета книга, Градот и столбот, во 1948, приказна за двајца мажи љубовници, ја насочи неговата натамошна кариера. Книгата најде на остра реакција, поради што Гор се насочи на театарот и телевизијата. Во продолжение на Newsflash, State Departmentот го објави годишниот извештај за борбата против глобалниот тероризам. За Македонија нема посебен одел, но затоа е наведено дека земјата учествува во пограничната соработка. Извештај на Јане Бојаджиевски. Ликвидацијата на Осама Бин Ладен, основачот и водачот на Ал-Каида во последните 22 години, одбележи изминатата година како настан број 1 во глобалните напори против тероризмот. Наведува американската влада во објавениот годишен извештај на Стейт Департментот на оваа тема. Иако немало терористички напади врз САД во 2011, Стейт Департментот во извештајот ја истакнува загриженоста поради заканите од тероризам од лица пораснати во САД. Соединетите Американски држави го издвојуваат Иран како водечка земја спонзор на тероризмот, тврдејќи дека официјален Техеран и натаму продолжува со минирање на напорите за мир и демократија, со што представува закана по стабилноста на Блискиот Исток и Јужна Азија. За Македонија нема посебен одел во извештајот на американската влада, туку само се споменува во регионален контекст. Извештајот ја уважува Македонија заедно со Албанија, Косово и Црнагора во формирањето на заеднички информативни центри и погранични патроли. Од сите држави во регионот, посебни извештаи за ситуацијата во врска со тероризмот изминатата година, Стейт Департментот изготви само за Босна и Херцеговина, Грција, Косово и Србија.
Така наречените паметни телефони и табла компјутери, а со нив и безбројните мобилни апликации, станаа толку популарни што не остана рамнодушен ниту Холивуд. Погледнете. Мет Козлов го живее својот сон. Работи со некои од своите херои од детството, пеачката и актерка Дженифер Лопес и филмскиот режисер Џон Ву. Козлов не е традиционална холивудска фигура. Тој е извршен директор на Moonshark, млада компанија што изработува видеоигри за мобилни апарати. Пазарот во моментов доживува експлозија. Стотици милиони апарати на кои може да ги пласираме нашите производи. Стануваат играчи сите, и 8-годишните деца и 40-годишните мајки. За Козлов, Moonshark е уникатна бидејќи единствената компанија за видеоигри на мобилни направи зад која стои холивудска агенција. И тоа е една од најголемите. Агенцијата за креативни уметници која застапува некои од најголемите звезди во Холивуд. Агенцијата е во партнерство со Qualcomm, чија пак специјалност е бежичната технологија. Дженифер Лопес е копродуцент на првата апликација на Moonshark, играта за танцување Dance Pad. Таа е стручен консултант и ќе помогне во промоцијата. Мет Мазео од Агенцијата за креативни уметници вели дека се повеќе холивудски звезди размислуваат дигитално кога станува збор за кариерата во иднина. Агенцијата веќе формирала 5 технички компании. Излегува на пазарот со идеи, ги ангажира најпогодните уметници за соработка и ги користи своите контакти во американската индустрија за соништата за да им помогне на компаниите во зачеток. Нашите клиенти ќе продолжат да се движат во сосема нови области на изразување и дистрибуција. Познатиот филмски режисер Џон Ву во моментов работи во Moonshark на акциона видеоигра што треба да излезе на пазарот до крајот на годината. А утре во Newsflash, Curiosity, новото возило на НАСА што ќе го истражува Марс пред 7 минути на ужас. За што станува збор, гледајте во утрешната емисија. Марсовата машина на соништата. Новото роботско возило на НАСА ќе истражува дали одамна на црвената планета имала услови за живот. За ова утре во Newsflash. Тоа беше се за вечерва. Го гледавте Newsflash од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Со вас беше Ведран Андоновски. Останете со нас и по емисијата. За повеќе содржини, појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com или станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер.